Агенцијата за медиуми започна процес за регулација на инфлуенсерите во Македонија, за да има фер правила на игра на интернет. Но, што значи ова? Што е муабетот со регулацијата на инфлуенсерите и зошто е важен овој процес? За да ја објасниме операцијата, прво мора да ја одредиме диагнозата. Невозможно е да користите Instagram, Facebook или која било социјална мрежа, а досега да не сте сретнале барем еден инфлуенсер. Денеска, инфлуенсерите се насекаде во дигиталниот простор, а нивниот раст и влијание особено се забележливи последниве години. Некои имаат по илјадници следачи, дури и повеќе од професионалните медиуми, бидејќи говорат на неформален јазик. Дел од нив отвораат важни општествени теми, дискусии за маргинализирани заедници, политички прашања или прекршување на човекови права. Истовремено, слободната интернет зона вдоми и инфлуенсери што продаваат храна, козметика, облека и сомнителни производи. Исто така, некои слободата ја злоупотребуваат да шират дезинформации или говор на омраза. Затоа произлезе и потребата за нивна регулација, нешто што го направија бројни европски земји. Овој процес во Македонија започна со директива во 2018 година, потоа пренесена во измените во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од јули 2023 година. Овој закон инфлуенсерите ги дефинира како физички лица кои се даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. Односно, правниот аспект се однесува за регулација на креаторите на содржини, или попознати уште и како јутубери, тиктокери, инстаграмџи и слично. Ова во превод значи, инфлуенсерите ќе треба да бидат евидентирани во регистар што ќе го воспостави и води Агенцијата за медиуми. Ќе треба да се придржуваат кон кодекс, односно правила за содржините што се забранети или штетни, како порнографија, оружје, дискриминација и така натаму. Ќе имаат должност да бидат транспарентни при рекламирањето, а ќе има и правилник за критериумите што треба да ги исполнуваат, како број на следачи, да постои економска активност, како и уредувачка одговорност. За инфлуенсерите ќе се изработи упатство за да се поедностави процесот за нивна регистрација. Целта, меѓу другото, е јавноста да има исто ниво на заштита како и на традиционалните медиуми. Агенцијата особено ги споменува младите, како најизложени на затскриени мотиви или штетни информации. Пошироката слика е да се зачува и културната различност, да се заштитат потрошувачите, но и да се негува медиумскиот плурализам.